Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Господа од ВМРО ДПМН, рековте дека сте наследиле лоша клима за инвестирање и дека странските инвестиции ја заобиколувале Македонија, дека сте наследиле очајна стопанска состојба и општо незадоволство и дека сте спровеле конкретни политички мерки за стимулирање на инвестициите и странците, за подобрување на стопанството и за подобрување на животот и стандардот на граѓаните. Браво! Така велат вашите послушници, така велиме и ние. Но ајде сега да подвлечеме една црта под сето она што сте го направиле и да ги собереме резултатите како домакини и да ги видиме конечните ефекти. И секако да имаме во предвид, оти зад вас веќе имате повеќе од еден цел мандат и веќе требаше да им дадете отчет на граѓаните до каде стигнавте со 100 чекори на вашата портокалова преродба. За додадените чекори од пред 2 години и да не зборуваме. Значи, ги зголемивте ли домашните и странските инвестиции? Ја подобривте ли очајната стопанска состојба? Го подобривте ли животот на граѓаните? Да прашуваме уште или да ви ги дадеме одговорите? Додека во соседните земји, за кои во времето во кое вие дојдовте на власт, состојбата во Македонија беше Америка. Денес странските инвестиции во тие земји бројат милиарди евра и долари, а кај нас тие изнесуваат смешни 200 милиони. Жалиме што мораме да го употребиме зборот смешни, оти инаку би требало да кажеме лажни, жални или набилдани, оти во овие 200 милиони странски инвестиции влегуваат и девизите што нашите странци им ги праќаат на своите во Македонија за да преживеат и за да си ги поправат старите куќи, како и средствата што странските фирми ги трошат во Македонија за редовни реконструкции или поправки и средствата со кои тие исти странски фирми во Македонија купуваат пластични шишиња за пакување на кешот и шверцување преку македонските граници. И патем, кога сме кај странските инвестиции, да ве прашаме уште нешто, господа од ВМРО ДПМН. Направивте ли барем некаква математика за тоа дали вашите проекти со странските советници, увезените министри и раскошните промотивни кампањи низ светот, вратија барем еден мал дел од вложените пари? И повторно прашуваме, господа властодржци, ја подобривте ли очајната стопанска состојба во државата? Го подобривте ли животот на граѓаните? Рековте дека сте ги зголемиле платите за 25%, пензиите од 35 до 42% и сите видови на социјална помош за 30%. Сте оствариле низок буџетски дефицит, сте направиле солидна и стимулативна даночна и стабилна монетарна политика која служела како пример во светот. Со еден збор сте направиле се што сте знаеле и што сте слушнале дека може да се направи. Сте направиле се за некој кој што ќе ве слуша да помисли дека тоа се однесува за некоја развиена европска или нордиска земја, а не за Македонија. Но секако секој ќе помисли така само ако ве слуша, но не и ако ве гледа. И ако мора да живее токму тука, токму во оваа земја, во која вие ја креирате и практикувате вашата економска, социјална и, како што велите, општо народна политика. Инаку, како поинаку би можеле да објасниме дека наспроти сите овие блескави резултати, стандардот на граѓаните во Македонија галопирачки опаѓа, а бројот на социјалците и сиромашните рапидно се зголемува. Но иако тоа не може да се види на вашата виртуелна слика за портокаловата природба во Македонија, тоа секојдневно и на секој чекор го чувствуваат граѓаните. Затоа, господа од власта, би сакале да ве запрашаме. Сте виделе ли во последните 4-5 години анкета на која некој кажал дека живее подобро од порано?
освен, се разбира, ако не станува збор за некој ваш министер или функционер. Сте виделе ли медиум, па дури и од оние вашите, што најсилно ги контролирате, без стории за гладни и необлечени деца и семејства? За луѓе, чија единствена желба за секој ден е барем еднаш да јадат? Сте виделе ли во последно време контејнер за отпадоци кој дневно не е пребаран помалку од 3-4 пати? Сте направиле ли пресметка колку чинеше леп, сапун или масло за јадење пред да дојдете на власт, а колку чини сега? Сте направиле ли анализа колку наши граѓани работат за плати помали од 100 евра, наспроти вашиот математички изведен просек, кој покрај сите применети операции е меѓу најниските? Сте се запрашале ли како живеат луѓето што наутро стануваат рано, работат цел ден и преживуваат со таквите примања? И на крајот, сте слушнале ли за некој наш вработен во странство, кој има желба да се врати и да инвестира во Македонија, или можеби млад човек, образован или не, сеедно, чиј сон не е да замине од Македонија? Ете, господа од власта, тоа се благо кажано резултатите од вашите конкретни политички мерки за стимулирање на инвестициите, за подобрување на стопанството и, што е најважно, ова се вашите резултати за подобрување на животот и стандардот на граѓаните во Македонија, господа властодржци.